кој бил од нас знае таму дека сега имаме сериозна инвестиција преку меѓугранична соработка, се гради рекреативен дел центар со фудбалски игралишта, тениско игралиште, мислам дека има за одбојка и мислам дека таму треба да биде изграден и мал амфитеатар, па ме интересира кога тоа ќе биде завршено според планот, дали да се според планот и кога ќе можат да го користат граѓаните, бидејќи јас според тоа што видов таму тоа ќе биде на некој начин ќе му се врати сјајот на спомен Костурницата и луѓето ќе сакаат да го користат и за рекреација и делот во култура и ние сам имаме и во програма дел ставено, мислам, некои манифестации се одржат на спомен Костурница, па би ме интересирало кога тоа ќе се заврши. Спомен Костурница е проект кој што ние го реализираме со помош на средства од Европска Унија, преку гранична соработка помеѓу Македонија и Косово, или конкретно нашата општина, избратимената општина Гнилане. Ова е трет проект кој што ние го реализираме во рамки на оваа прекугранична соработка со оваа општина и предвидено е комплетна реконструкција на паркот на спомен Костурница, горниот дел, изградба на два нови спортски терени, трим патека за трчање и рекреација и дополнителна изградба на амфитеатар на постоечкото игралиште на спомен Костурница. Веќе успеаваме со средства од швајцарска донација да го реконструираме постоечкиот објект кој што во минатото беше летна резиденција на председателот на градот, а сега е комплетно реконструирана и истата ќе се стави во функција заедно со отворање на овој проект. Тоа ќе биде едно ново катче каде што луѓето ќе можат да се рекреираат и дополнително упатиме апел до Ресорното Министерство за култура, каде што побараме оваа година да издвои средства за реконструкција на споменикот спомен Костурница, кој што е под надлежност на државата, бидејќи е споменик на култура од прва категорија и под државна заштита, но за жал не наидовме на разбирање, не се предвидени такви средства, можеби Министерството со ребалансот ќе предвиди одредени средства, но како и да е овој проект, ние очекуваме некаде да биде завршен до крајот на месецот мај, во почеток на јуни да биде пуштен и ставен во функција.